Абе, ти на Скопски? Цел? Фул. Знаеш дека целорме се бунам дали полу или цел? Не, цел. Значи, Видно беше со полу не си играм. Тој го поме, која правеше полу? Па прошлиот. Лани. Не, ја мислев, ама правеше еден од И подамна. пред 9 години од лани, а со тој, година, тој, беше се да, 10. 2013. Сепаш цел, а? Па би сакал. Ке видиме. Ама нема што да гледаме тоа се. Нема каде. Тука сме. Се спремивме. Кажи, Сега ќе помагаш со tips and tricks. да. Ете. Ја пробав да применувам тоа што ми збореше. Нешто ми успеваше, нешто не, ама... Да даеме контекст, значи денес решивме со Жаре епизодата да ја посветиме на неговата upcoming Голгота. Ќе трча цел маратон. Не е толку страшно, зашо? Тоа е добар мајндсет. Со добра екипа. И мене малце со сите овие одмори, паузи, натака, да ми направиш кетчап како ти идеше до сега тренингот, тркачки, и што можам ја вака на недела дена пред трчање, нешто советчиња да ти дам, па најверојатно многу луѓе се у слична ситуација, па да видиме што може да информираме. Ствари, многу е јако што сакаш да кажеш што те прекину. Да, дека пред да бидам јас бајкерот, бев цел живот атлетичар. Ствари, атлетичарот и кросфитерот. Да, атлетичарот и кросфитерот, ама од таа појдовна точка имам што да споделам на тема трчање. Репрезентативен ендюранс атлетичар. Јас сум атлетичар многу години и за тие што може малце ќе бидат збунети што има сега бајкер да дава совети за маратон, ете зашто. Така да ти што ќе кажеш? Дека трчавме, односно лани, нели различна боја се овие стартните бројчиња на 5 км, полумаратон и за маратон. Добро. Да се види дека има дистинкција да се направи. Ја не знаев дека се пријавуваат по 300, 400, 250, 300, 400 луѓе за маратон. Зашто видов лани у оние резултати 120-30 луѓе. Тој што трча, што се спремавме, што ќе трчаме сега заедно, еден од дечки вика, многу се пријавуваат и не доаѓаат на трката. Викам, како е можно, ми незамисливо сум се пријавил со време. Ја ќе кажеш, не финиши, не завршиле. Може има и таков. Може има и такви. Се случува, еве, заради тоа правиме припремава и дека ќе не научиш нас индијанците како да се хидрираме на трка, да се почитуваат станиците, колку се важни уствари, зашто јас сум тргнал како идиот, знам уште еден бетер од мене што има истрчано цел маратон така без припрема, цел. Ајде бе, ја фудбал тренирав, трчам, разбираш? Цел. 0 километри истрчан. Колабира, вика, после 5 саат, татко ми ме зимаше, вика, ме у раце, ама завршил. Да. И не ќе да смисли трчање нормално е. Сега да не ни се деси истото, јас истото го поминав со полумаратон, 9 години пауза. Стварно е глупо. 9 години, рекавери. 9, да. Од тој искуство. Не, стварно е неубаво чувство и мислиш дека ова е на вистина волку е тешко. Сега кога имаш еден полумаратон неделно си трчаш и више као пракса и припрема за маратон. Стварно е. Што ти ја ми искача на 7 дена над 20 кецови више, 26, 28, 32. Ти од приказна за праење тешки работи, такво величенствено искуство ти беше првиот маратон, полу, сега ти стана викенд лонгран. Да, и тоа не полу, него повеќе од полу.
И се смеевме, Што викам ти е што тренинг? секој лонг ни е саатов, вика оп, new achievement. New record. И застануваме, викам, ајде new achievements, гледај сите и тоа, чак, и те буста некако, јако е, Гармини ме помага да... Па слушај сега, пред да почнеме со некој така last minute советчиња, ај подсети ме што програма пратеше. Вака, мене оваа година припремата ми е направена. Од кога почна, како, зашто, тие детали ми се важни. После, како беше, после полумаратонот се договоривме цел. Ова збориш значи уште од лани. Уште од лани идејата беше вродена, уште пред да стапнеме корак. Добра идејата. Кога заврши овакво, се откажавме сите. Не, некаков цел. Ова нема шанси. Кога помина време, на Тара додека бевме во мај, јас го пријавив. И викам, шо вебам, идам. Сам, тоа е, јевих. Сега мај. Оваа проба. Мај 23-та, да. 23. Јас се пријавив како 99-ти стартно бројче ќе бидам наредна недела на Скопски маратон. Повлече уште неколку будали со тебе. Уште петорица. И ќе имаме уште 15 до 20 полумаратонци. Не знам точната бројка, зашто се некои од фирма пријавени кај што си работат, или фирми ги пријавуваат вработените на маратонот. Али мислам дека сме рекорден клуб, фитнес клуб, не кросфит фитнес, што има 25-6-7 луѓе што ќе трчаат дел, голем дел, 20 на полу маратон и 5-6 маратонци што ќе трчаме цел маратон. Значи, кога викаш сме, збориш за кросфит Скопје, како клуб, собрани... да, ќе има преку 15 до 20 полумаратонци и 5-6-7, не се сеќавам точната бројка, што некоја исто од фирма ќе биде, немам преглед. Али ќе бидеме околу 25 до 30 на long run. И ќе има доста штафети и петките. Сега, ја памтам дека ти трчав од април, by the way. Така, че ти у мај си решил што си решил да се пријавиш. У мај се пријавив, а од април трчам. Ама, за разлика од првиот пат кога си отишол на Суво, да. Сега сепак пратеше некоја програмичка, таа подобјасни ми ја. Нено ми ја даде од Bestway, поздрав до Нено и до Bestway. Поздрав голем. Има он од Амерички коледж, полумаратонски маратонска. Кога он се спремал за полумаратон, ми ја пушти, вика, мислам дека имам и од маратон цела од оваа програма. Пушти ми, викам, од полумаратона да ја дзирнам, да ја прочешлам. Да видам што се дешава. Не знам трчашка програма, не знам, викам, како изгледа, не сум правил никогаш. Онаква 12-week running од 12 недел, 18 неделна програма, добро. Со 3 недели припремни за тие 18. Значи 21 е тотал. Уш пред да почнеш што да правиш. Да. И cool. Припрема за програмата има 3 неделна и од week 1 ти почиња до 18. Сега ај подобјасни ми програмче ова како програмата е 5 пати 5 трчања неделно. Што за мене е невозможно со кросфитов. И најчесто беа 3 или 2 пати неделно. Од кој едниот беше 60 минутно трчање, некој рекавери. Чекај, шо 5, шо 3, шо 2? Пати трчање неделно. Колку пати неделно трчаш? Јас трчав или 3 пати неделно или 2 пати неделно. Окей, програмава е 5, ама ти си реши 3 да правиш 3. 5 тренинга трчачки има во програмата. Добро. Зашто мислам дека тие интервалните кај што се во програмот се пократка километража, ама се на интензитет поголеми што ти ја градат кондицијата. И мислам дека тој проблем го немам јас. Што додека трчав и лонгови едно друго, ние со муабет ги правиме. Не се задишувам. За мене ми е проблем колкови, колена, зглобови на нозе, оној паундинг да го истрпам. Адаптација на меките ткива. Браво, тоа е тоа. И на тврдите ткива. Мене тоа ми фалиш. Зашто шо е стално последица? Колената ме утепа. Не можев да ги свиткам, не можев да ова, не можев. Сега многу побрзо проаѓа тоа. Многу побрзо. И си тераш по и јас го земав 3 пати неделно. Да, програмов и Нено ми вика, слушај, го најдов за цел, ми го пушта за цел. 4 месеца. Па боише. Ајде, одмори едно, друго, give or take, помалце повеќе, месец дена у такви некои зајбанци, али 3-4 месеца имаме сигурно. И ја отварам, знаеш, програмава и многу убаво те спроведува. Почнуваш од 45 до 60 минути трчај. Толку. Добро. Истрчај. Колку толку, твоја работа. Второто беше некои интервали, некој до 10, 8 до 10 километарски тренинг, кој се зборам за првата недела.
После има 30 до 50 минутни лесно или крос тип на тренинг ако веќе правиш напрегот, тоа пишува. Да. 60 минути и лонгран. Тоа беше структурата неделна Тоа е обично. неделната структура. Јас гледам дека 2 пати неделно има тие некои лесни, една интервална, лонг и оној рекавери од 60, Добро. што секогаш го трчам. Си викам, јас ќе го земам ова интервалот и лонгот, а овие другиве два нема да го повторам 60 минутното и нема да го крос тип на тренинг правам. Да. Regardless. Не Јас- лежиш дома и онака Да. си активен секој ден. 3 кросфит, 3 трчања или 3 кросфит, 2 трчања. Така правиш обично. Така беше, да. Да, Нека кросфит вака- на страна, чисто за јас ја градам сликата на ти трчачката да на брои твојот километри. тркачки фитнес и адаптейшн до кај ти е. 4 месеци, 5-600 километра више нозе. 4 месеци, 2 до 3 пати неделно. Добро. И предпоставувам програмчево одеше Прогресира. полека прогресија. Да. Полека прогресија. Дали програмчево има пример 3 недели полека качуваш по четвртата е Има. упола. Кој Тоа- ќе тоа е активира 3 плюс 1 или 4 плюс 1, во кој формат беше тоа? мислам 3 плюс 1, 3 плюс 1. Затоа што кога почнуваа лонговите да се префрлаат од 16, 19, 22,4, зашто милји е програмата, Добро. 22,4 и веќе непозната територија. 24, 32, 28 километри и си малце, не знам дали ќе можам, незгодно, знаеш. И кога дојдоа тие, баш ги барам ја лонговите и сега гледам, секогаш кога отвара лонг, по една милја ги на 3 етапи, по една милја ги накачува. Значи имаш 12 мили. Тоа е 16 и ова, 19 кава. Так. Вика 4 мили, 12, 4 мили, 6, 18, 19. 19 кома нешто. Добро. И ти вика 4 мили трчај многу споро, пример, 7:30 пейс. Вторите 4, А самиот лонг ти го структурира. кога ќе ти отвори прва нова километраж. Ти вика вторите 4 мили да те внесе. Океј, добро. Вторите 4 мили 7:0, сега примери ти кажам. Добро. И задните, само задните 4 мили трчај ги по маратон пейс. Што Така. планираш тебе ти е пейсот Да. на маратон. Сакаш ти 8, трчај ги 8. Тоа е работа. Ние планираме да е 6:30 и затоа 7,5, 7, 6:30. Така ми беа мене пейсовите. Знаеш како е убаво, ја порано сум тргал, сега ќе бркам време, и 4:50 се отвара, знаеш како глуп. Да. Кај тргнале чекај ни загреа ни бутот. А знаеш од кросфит принципот на пейсинг? И ај се. Глупости. А ќе трае ова 4,5 сата, да. не дај Боже 5. Али да, и сега ама мораш да научиш, јебе, поминеш ти спатот. Сега гледам првиве и се заебавам и трчаме ние, викам, луѓе, не сум испотен, викам, ајде, тоа е сега вози. Така е, да. Иди. Вторите убрзува и задните која се мене ми е најлесно. Чекај се, тоа е структурата на самиот лонг. Ама недела за недела Е, за сега истиот недела лонг наредниот пат е поголем. е истиот, ама ти вика 2,4, односно 1,5 милја е warm-up, 1,5 е cooldown. Измеѓу целиот Добро. трча го marathon pace and practice hydration. Многу Добро. битно. Ќе доеме до Ќе тоа. дојме до тој, да, зашто е многу битно, тоа е науката на трчањето уствари. Зашто ако си лаик и не знаеш ко мене, мора некој да те посочи, да те научи, да те обучи, да пробаш, да видиш и да искусиш. Трета недела после што е прогресијата? Трета недела е истрче го целото. Добро. Без ништо. И четвртата е као ти дава И помалце. четврта те враќа назад на прошлиот лонг. Ако Добро. е сега 22,4 на 19,6 предходно. Добро, значи 3 плюс 1. Океј, пробувам така, прво big picture, крупните елементи, оти нормално. Да си Тоа дадеш ми е како- повторено милиарда пати, се знам за што збориш. Идеме дале. Сега ја правам не диагноза, правам како детективски Анализа, да. собирам Информација. инпут на инфо за да можам некоја слика да оформам за тебе за да видиме што се советите. Наредно прашање е како и зашто одредивте дека ритамот на целиот маратон треба да ти е 6 минути и 30? За да биде испод 4,5 сата. Така, значи целта е 4,5 сати. Испод. Испод 4,5. Тоа од кај дое? Па зашто 5 е таймкеп,
5 е лимит на... Јас од кога знам за Тоа Скопски. така е, Скопски е 5, Да, тајм лимит е 5 сати за целата така. Добро. И сега и тоа на нив им одговара сигурно од логистички Личниот причини. на полу, лани колку идеше на полу? 2.05. 2.05. Не ми е. Не си израчуна као чекај ќе одуплирам ова па да си дам малце 2.05, да ми биде 4.10 и 4.10. уште малце. Оти тука негде си. Ако имаш ти 2.05 полу, 5 и нешто е тоа 5.50. чекай, ама батери пейс. Батери, не се замарај со пейс. Затоа идам таму. Аха, Затоа Научи ми ме. дое прашањето од кај ти прдна 6.30. Значи не е 6.30, него ти е 4.30 за цел. И сега ти кажам, ти во нозе и глава веќе имаш 2.05. На пола. Обично, кога некој продолжува со тркачката приказка и оди на наредното достигнување, а тоа е цел, прилично реализирачка, реална цел, не е too much, е да си каже тоа што сум го истрчал на полу, да продолжам до година цел. Значи, прилично реална Тоа е добро. цел е и 4.10. Сваќаш? Тоа би било Ама, феноменално. тоа е само тоа прави човекот. Фокусот му е само на трчање, нема 90 кила мускул на себе Сега 83 и више. и не само тоа, ако ти кажам ја сега те спремам за наредна година и ти кажам дали ќе ти пречи да ослабиш 10, ти ќе ми кажеш да, не икам, јас сум кросфитер. Да, ја и сега ми Морам и пречи. тоа ама. да го имам на ум. Оти ако те спремаме, ајде да дуплираме полу. И сега да истрчаш ти мора и да скратиме и килажа и се. Јас од 87 на 83. Ама тоа е констрейнтот што ти сам си го зада. Не. Јас сакам да сум кросфитер со 85 кила мускул, што ќе истрча толку. Така што окей, 4.30 за цел, од таму ви тргна ритмовиве. Кој е најдолгиот лонг ран што го имавте у програмава? И колку пред трка се случи тој? 32 километри. Колку? Месец дена? Добро, окей. Оти тоа ќе ми беше малце загрижувачки фактор. Не. После се исплати. Се случува да има свашта има на интернет и луѓе ќе најдат секакви програми, дури и да не најде, интуитивно му е на човек да предпостави дека треба да тренира така. Јас се спремам за маратон и ќе си почнам со 10 и ќе си зголемувам секоја недела По два. и ќе доам да истрчам 40. Не мора. Не мора во тренинг да имаш истрчано 40 за да отидеш да трчаш 42. Не, ни приближно 42 не. Така што Јас знам 32 дека не се трча никогаш цел пред трката. 32 е најмногу што направивте Да. и имате бар 3 недели 4. поминати до маратон. Добро, окей. Добро. Сега пред да преминам ја на совети, што ти очекуваш на трка? Како се осеќаш психички и од што имаш страв? Ми беше страв, не ми е веќе. Зашто јас кога истрчавме еден лонг 24 километра беа, у тој момент најмногу, во животот мој, викам луѓе да ми кажеш сега иди до цел, продолжи. Нема проблем. Ке немаш гајле? Не се осетив ништо дека ја сега прекинав ми. Леле, фала Богу, заврши. Ама тоа беше кога почнав ја ти кажувам малце. Да. Друго е до 2 за сата. водата, за тие работи. Ама тој лонг траеше 2 сата и 48. Ако, на зуби се тера. Не, 2 сата и 48. Сакам да кажам, ја прв пат у животот да трчам толку долго, викам, момци, бе, 3 сата трчаме, не е за ебанција. Споро било, вакво било. Да. 3 сати не е малце да ти. Акања. Така. И тоа ние знаеш како трчавме, беше пеколно топлото. Да. Најтоплото што можеш да замислиш од 40 степени. Да, ви репостирав еднаш едно сторику. 4 сати ментални. 4:20 се чекавме пред Кипер во аеродром кај Вучко. И па беше 25 степена спурно. Ни се погоди еднаш поладничко да биде лепота тој ден. Добро. Али да,
Да, Знам. 4:30 искачам од влез и онаа навика, знаеш, темна, ќе залади, отвараш. Те мала топол вете. Топло и сега, бе. 4:30 са бајле мртва темница у летото. Се чекаме тука и како слепци некој. Стигнавте, ајде, ајде. Ајде, и скачавме на улица, да не трчавме ни на кеј. Ке ни се збокти са човече, нема шанси, напред, назад. Идевме, ја трчавме полумаратонската рута од некоја си година. И сега ние тргаме, зашто 24-ка, ајде, 20 се блиску, и сакавме да завршиме на кеј да се дотрчаме. И тука пак кај Вучко да сме, колите паркирани им беа тамо, ја да се избаѓам дома и да идам у сал. И тргаш од аеродром, нова железничка, градска болница, вози, десно вамо кај Трипл Икс ке што беше порано да видите кава, па до Влада, цела Елинденска до крај. Да. Па лево, па до Влаe кружниот. До Влаe. Овамо кај Хром, Крофлите Хром кај што тука има една казино, викам кај казиното тука, викам стално право. Па назад скроз до крај. До центар. До аеродром. Па градска болница, па не нова железничка, него Тутовски. Абе, се по тротоарчиња, по... Кај? Нема коли у 4 саба. Што по улица иде? Велосипедските пати ги користевме, немаше ќорточак у 5 сабајле. Луѓе немаше. Нема сегде, бе, човек. Или има сегде? Имаме на тротоар. Сега намо кај Хром имаше едно стеснување тука, кај Влаe или кај Хром беше, не знам, жолта ограда, малце не позирам, многу ретко. Па вода, нема чешми сегде, па заебано, па дали да носиш, па почнавме пари да носиме, па купи у трафика, па ја еден, овој голд ки зима, од 250 мл четворица. И се снаѓаш, интересно си го правиме, нема врска, јако беше. И сега како трчаш назад, и стално на кеј затваравме тук. И ја гледаш чешмата, гледаме фалат километар и пол. Фак. 750 напред, 700 кај чешмата завршиш тука. И јако да ти, интересно. И сега немам страв дека нема да го завршам, зашто веќе на 24-ка ми имаше доено мисла, па можам. Немаш страв. Не, па на 32-ка не правам, бе. Значи ќе умрам више за едноцифрено да ми остане километри. На трепки нема како да не се заврши. Добро, немаш страв. Тогаш што е нешто што би сакал да ти подобри, па да не заврши. Од кај би сакал да ти почнам нешто? Па нели зборевме ние за оние за геловите, за шеќерот. Добро. И нели ти кажав еднаш дека ти ми рече 3 на сат и 750 мл вода. Да. Тоа е многу тешко изводливо кога трчаш сам без станици. И мислам дека ќе можам да го изведам пиењето вода, геловите, не знам, ми пијам 2 у 1 сат и ждригам горко. Ти ми кажа дека не ти вари добро. Не си навикнат. А не, ја тоа ти кажав, во тренажен процес треба да го тренираш и дигестивниот систем. Пробав на 3 пати еден гел, подобро е. Супер. Растварање утечност, вероватно подобро се абсорбира, не знам. Да. Ама ги немав, од оној пат кога ти реков, немав оние горки моменти. Аха, окей. Али намалив па еден гел помалце. Дека гледаш што се случува. И ова, сега, и на тебе ти се обраќам, а и да објасним што е гел за луѓе. Се ќе објаснам сега. Дека ќе има бајги народ што прво браво на сите што сте се пријавиле, дали на полу, дали на цел, тоа дали ви е прв пат или не у животот. Нормално дека ја верувам дека така треба да се води животот со предизвици. И од искуство, од други луѓе, од моје искуство, од што знам што се случува, што може да ве изненади, што може тебе да те изненади, чисто од физиолошки аспект, разлика измеѓу 2 и до 3 сата трчање и повеќе од 4. Што може да се случи? Тоа што ти на 2 сата и 40 минути си се осетила, па ја ќе продолжам уште толку, точно знам како се осеќаш и со огромна веројатност што ќе се случи ако продолжиш, а не си внимавал на течности и калории за тие 2,5 сата, негде за кајде, значи за 15 на минути до 20, буквално од овој чекор сум супер, наредниот чекор
shutdown. Колапс. Ќе ти се случи многу добро познатото hit the wall. Тоа откадено кратко, многу грубо и нормално можеби е по софистицирано медицински, ама ептен грубо ќе ти објаснам што уствари се случува. Јадел ти или не јадел? Дали си постел или не? А ако си здрав, нормален, прав човек, и ако трчаш доволно лесно, не ме интересира колку ти е пейсот, дали е 7 километар, 6 минути километар, 10 минути километар, секој си има некој си ритам на кој што му е прилично лесно, да си трчка нога за нога, си прави муабет, Зона 2, зона со 3. доволно ментална снага и упорност, што и реално не бара многу. Нема човек што не може да тера така без проблем. Сега, дали ќе направи 5 сата маратон, не знам. Може ќе оди. Муабетот ми е, секој во себе, и ова пак грубо кажам, има од прилика некој си 1500 до 2000 калории резервоар во себе, чисто од циркулирачки гликоген у крв. Плазма. Сакаш имаш крв, не знам колку посто е вода, односно плазма, и другото е црвени клетки и бели клетки, тралала. Таа водата е шекер, и тука е енергијата, и таа тече у себе. Тече низ тебе. У било кој момент ти имаш, така грубо свати си го, резервоар напунет со 1500. Тој некој си разговарачки ритам на ефорт, за некој е 6 минути километар, за некој 10, за некој е 3 минути километар. Дарио си прави муабет на 2.50. Сакаш, тоа го имам видено ја. Че ние му идеме, поздрав до Дарио, трча на лента, прави некој маратон пейс тренинг, иде 3 минути километар и ми Колку е маратон објаснува. пейс на него? Не знам го, 3 нешто му е. Он сакаш. 2.17 лани заврши. Така нешто, да. 3 нешто му е минута, 3 нешто километар, ама он на тренингот правеше пирамиди. 3 нешто, 2.50, Леле. сакаш, а ја трчам до него и он си прави ми објаснува, тука види ми рита, 3 минути, тоа е спринт, тоа за повеќето луѓе на Не планетата за е повеќето, all out спринт е тоа. спринт е тоа. Човек не може на Дарио 100 метра да му се придружи на цел маратон. Не може. Толку брзо е тоа. Сега, Тачно знам колку е 2.50. метаболички. Тоа е само тренинг и што и да е, ама метаболички, ако ти правиш нешто во таа зона на труд, кај што можеш да правиш муабет, ама и баш не ми се Не прави ти се муабет, таа е некоја зона 2, негде, кој да е човекот, пак многу заокружувам тука, од прилика можеш да рачунаш 700 калории на саат. 700 на Толку саат. трошиш. Од ти 1500 што ги Толку имаш. и ти, и Дарио, и Елиот Кипчоге, и ја, и кој да е, ако работи зона? во таа зона, од прилика 700. Нормално, не ми рипајте по коментари, може некој 400, може Све бива, некој 1000, може некој генетски со такви мускули, некој вакви метаболизми. Просек зима. Генерално просечно е толку. Зашто кажувам тоа? Памтиш резерварот од 1500. И ако ти грубо трошиш по 700 на саат, А еден гел има 100 батали, да речеме, А, не внесуваш, добро. да ти ко немаш појма Кој првиот индијанец. пат, кој индијанци прв пат кога сте трчале 20-ка, о, пичкин дим бе, Какви станици Што, за кај пички не- за станици кај не не застанувам. немаш што? И тогаш и прв пат правевме муавет. Ке немаш проблем, затоа што уште си у резерварот. Ама, 1500 потрошени на вториот саат, уште 15-20 минути тука е тоа што грешам, плюс минус 100-200, може имаш поише складирано у мускул, у црн дроб, може си стиснал зуби при крај, не си како и да е, ќе го изгураш некако со сила до 3. До 3 ќе тераш сати. Без додатни внесува. Ништо. Негде при крај ќе почнеш симптоми да осеќаш на дехидрираност, за и водата ја губиш. А тие се? Вртоглавици, болки, кремпс. Кремпс, значи Кремпс е грчеви. грчеви,
се ептен ако си истрениран ќе приметиш во должината и еластичноста на чекорот, ако имаш до толкова свесност за техниката на своето трчање, ќе почнеш да приметиш дека ти се менува, едноставно мрзливи, ќе ти станат Ги мрзливи. влечеш нозете, кократа, Дали чекор. ќе маваш поише на колено, нема да ја пушташ толку ногата, се е тоа поврзано со тој нервниот мускулен подвртува импулс малце. на контракција и нормално жет ќе почнеш да осеќаш тралала. Муабетот е на мука, на инат, на стискање зуби, на ментал тафнес, на што и да ќе истераш до негде. До 3 сати. Дури не мора да си многу фитнес спремен. Дури и тоа тврдам. Дека за тоа не ми ни чудат приказни кои ќе ми кажеш, Да, без знам. тренинг ти да истрча, знам. Стиснал зуби истрчал, знам. Ама после? Ама, во еден момент резерварот е истрошен, водата е истрошена, by the way, од плазмата доаѓа. Значи ти волуменот на крвта во телото го имаш намалено. Затоа што тие 2000 калории биле таму и сега ги нема. Да. Сега имаш погуста крв која што нема нутриенти да носи и вода. Притисок, не стига крв у мозок, почнува полека неважните органи да се гасат, желудник, црева. Survival mode, а? Да, затоа што телово чеса овој мора да трча. Не ми треба желудник у овој момент, не ми треба бубрек у овој, вода нема бубрек. Се гасат, стварно се гасат. Ке почнат ти боцкаат прстите, ти трнат, не ми треба рака. Сваќаш и 90 и не знам колку посто од крвта ќе оди само у квадрицепс, у гъс, у листови, тоа што те тера. И у еден момент и тоа више ќе нема. Мозокот секогаш мора да го има истиот доток, тука нема да жртвува ништо телото. Нема преговарање. И у еден момент ќе ти биде џабе ти е ментал тафнес. Телото нема да оди крај. Па тој е лимитот кој ќе ти откаже телото. И ќе си седнеш, ќе си паднеш, може ќе ти се сврти за да паднеш у несвес, што by the way е одбранбен механизам. Стазна. Тоа е паѓање у несвес, е одбранбен За механизам. да преживееш. Ќе повратиш и ќе почнеш да одиш, нема веќе трчање. Кој ќе одиш, ќе застанеш какво одиш. Ќе застанеш, ќе се справиш со грчеви, ќе дојдат батињата од страна и Не, добар ли си, и добар да ли си. речеме, ајде, ментал тафнес ќе биде ќе го доодиш. Аха. Тоа бидеш способен. го имам. Ќе го доодиш. Згрчен некако како костур, па зомби. ќе дое некој, па ќе прснеш нешто, па ќе олабавиш, па пак ќе повратиш, па пак ќе и се те и сум терал така, имам маратонот на Ironman ми беше 5 сата, мислејќи дека ќе го идам испод 3. Ама колку ти е најдобар маратон у животот? На Ironman. А вака клод Не знам дали имам официјално маратон истрчан. не е официјално на саат. А имам, Тргна. да, имам. Најдобро време Не, маратон што имам, се трча. не, имам на тренинг 3 сата нешто, 3 нешто, Тоа е импресивно вече. 3 нешто. Не беше ништо спешно. Нема Сега веќе. се враќаме како со теговите мои. Да. Сега, за да го избегнеш ова, од сега на недела дена сме, Ташно. знам дека на инат ќе го истераш и знам дека Нема, не икам да е на инат, сакам да е знам дека за многу луѓе нема да им биде проблем фитнесот. Иако ќе се залажат кога ќе им се случи ова, ќе си кажат дека не биле доволно спремни. Не. Огромен број на тешкотиите и сите овие слични симптоми на ова што го раскажав ќе бидат резултат на вода и калории. Недоволно внесени за време на трчањето. Што значи, ако има еден совет што ако мора еден да одберам, е тоа. Не чекај 2 сата, не чекај да ти стане лошо. И за не светне селичка. тоа и пред некое време ти кажав, во тренажен процес почни и тој аспект од телото да го тренираш. Што ти знам дека кој не пиел гелови, на едно ќе му се згади.
на 2 нема да може, на 3-4 тоа што ми кажа дека ти се случило, и тоа е тренинг. Навикнување на телото на тоа балум, се треска желудник, се треска све у тебе. Не е навикнато тело, кај сега да варам, ја што да варам? Јас сум научен да седам на маса и така да варам. Не, утрчање. Сакаш, ова е тренинг и тоа е тренинг. И сега, зависно од колку си успел во тренажниот процес да го истренираш и дигестивниот систем од телото, толку симптоми ќе избегнеш на трката. И сега, зашто ти ги кажав тие од прилика 3 на саат? Зашто? Затоа што, пак грубо, гел е 100 калории. И точно од приликата знам по физичка конституција, по мускулово значи многу повеќе вода од некој си маратонецки ти треба. Маратонци со 200-300 милилитри. Приметно нешто се на клюка. By the way, он ќе заврши за 3 сата. Да. Ти ќе треба да тераш 4. Да. Оние кенијците, он е за 2 готов. За 2. Тој може и да не јаде. Да. Сакаш, он може и да истера Со на резервоарот. резервоарот што го има. Ама со среќа 20 години тренажен процес за да доеш до таму. Сваќаш, значи, на вас што трчате по 3-4, потешко ќе ви биде него на тој кенијецот што ќе иде 2:10. Не 3-4, 4-5. 4-5 сата. Он нема да дое до тие моменти. Да. Он може 1-2 да мавне колку малце да не се приближи ептен до минимум у црвено да му дое резервоарот и водичка нешто и толку. А ти не, со 18 кила мускул на тебе и групата индијанци што трчате у 4 сабајле. Поздрав и до вас, дечки, значи стварно, јас патетичар цел живот, ама тие години ми се некако дамнешна меморија и ви се чудам ден денес. На паметот. На паметот. Муабетот е, рековме 700 грубо ќе трошиш. Колку и да си истрениран, поише од 300 на сат не можеш да дигестираш. Од таму доаѓа 3 на сат. Така. Не знам, може... Затоа со 2 ми е многу покомотно. Види, на точак, сега откако сум искусен бајкер, на точак е полесно. Го нема трескањето. Да. Пак кога почнував јас со активни, структурирани, професионални бајк тренинзи, носев искуство и способност на отприлика 300 на саат да конзумирам. Калории 300. Калории, 300 калории. И by the way, јас до толку бев истрениран што тие 300 калории може да бидат у форма на гел, може да бидат у форма на растворен шеќер у вода. Тоа го имам правено. Да, бе. Бидон од 750 милилитри со отприлика 780 грама шеќер, суров, бел, најнездравиот, најотров шеќер од продавница, купен кило, бам, 6 лажици, у вода, сируп, баш. Ама не си го пиуцкам ја тоа дома на фотелја на Netflix, го правам за време тренинг, друг е патот Јасно. на абсорбција на тој шеќер. И се троши. Значи, ја дојдов со таа способност од 300. На точак можеш и до 500 да ја искураш. Да влезеш? На 500 можеш, на точак, можеш постепено, ако се запнеш, да удриш фокус на тој аспект од тренингот. Можеш да доеш да успешно конзумирам 500 калории на саат. На 10 минути. Гел, вода со шеќер со изотоник. Гел, вода, шеќер, изотоник. Пичко матер. И тебе трката и тренингот ти станува тоа. Остај ритм. Возењето, да. Остај возењето. Ти си буквално со тајмер на ваквото, со два тајмери. Со два тајмери. Еден ми е за калории, друг ми е за вода. Сваѓаш, тоа шеќерот у водата растворен, тоа не ми е вода. Не, тоа е калории. Тоа се калориите, ја плюс треба вода да внесам. Сваќаш, ти буквално си сведен на машина со инструкции, аларм, пап, гел, вози, вода 4 голтки, ја имам мерено колку милилитри ми е голтката,
Ако е толку температура, волку потам, сваќаш на 10 минути 4 голтки, на 15 минути 6 голтки, толку голтки ми прават еден бидон и на 1 сат внесувам вака, на ветер, на сонце, на дожд. Леле. Се тоа на страна, затоа ти реков. Како сакаш некако, уште во првиот саат почни да го пуниш резервоарот. Снајди се. На пола саат Кел, почнува. банана, шекеру вода, изотоник, што и да е, плиз, те молам, не чекај да го истрошиш, па да го пуниш. Оти во тој момент, кој што ти реков, shutdown. Јас пред да те прашам првиот пат, знаеш како правев на 10 километри? Океј, ама колку те фаќа 10 сат време? Да. Ти викаш не е доволно. И пробав тогаш 3 у саат и пол. Ама што успеа на 10 километра да внесеш? Тогаш првиот пат А. еден гел А вода? и вода. Чешма по пат. Да. Еден, Не, и, значи, не пресметана, ништо значи што си прецизно. направил? 100 калории, И 3-400 литри така, вода. на со- вториот со наглед. сат, уште 100 калории, си го одолговлекол малку само Да, до 3,5 сум се пуштил. негде, до тока 3 сата си извлекол. А сега со 2 гела на саат, со пиење доста вода, јас се распивам вода многу и ми викаат многу пиеш, ја не застанувам на чешмата и пи. Тргаме, а трчаме, ништо не ми клюнкаме. Да. Нема ништо, немам тегоби, нема тоа клаката. Како ништо да не сум направил, а не сум жеден. Толку. Тука е сега овој момент кај што џабе искусен тркач дава совети, тука веќе преминуваме во индивидуелност. Така. Ова се принципите. И кон сите други што може слушате и сакате да примените нешто од советиве, тука веќе преминуваме во индивидуалност, а тоа е пожелно ке беше во претходниот период, во изминатиот период, да си се пронашол себе си, како баш ти конкретно, најоптимално успеваш да внесеш вода, успеваш да внесеш гелче, успеваш да внесеш бананче. И by the way, сега ја ти кажав 300 во саат, 300 калории во саат. Некој прави на 20 минути по 100. Ја памтам ти прв пат кога го проба тоа, тешко ти беше. Да. Ама не мора на 20 минути, ти можеш 50 калории на 10 минути, не чекај 20. Сваќаш? Урми играат ли улога тука по джепови да се испопикаат или потешко се варат, што мислиш? Пробај, Само така. пробај. Па сега нема да експериментирам пред. Абе, јас сум имал тркач другар што јадел бурек и јогурт. Како борек? Бурек и јогурт пред трка. Кога ќе се редите сега на Скопски, на старт, Што он 15 минути пред старт има бурек и јогурт јадено. Без проблем. Ама тоа бил коњ што трчал 1.000.000 километри претходно. Сакаш што и све има јаден. Ја имам отидена со виршли. Доручек. Доручек виршли и идеш на тренинг. не те Еднаш ги повраќаш, ги повраќаш. Ама утре ден, толку ќе научиш да. тука е таа индивидуалност. И не само тоа, и вкус, гелови има каталјон. Да. Може од ананас ти се свиѓа, од лимонет ти се свиѓа, густ бил, Немам проблем. ваков бил. Оние со Поентата е, електролити само што се тие ги поентата е, и сега ја од вака, од слушано, од искуството, од оно, некој што полека почнува да применува, предизвикот на телото е, свати го како количина по единица време. Телото не рачуна у интервали од 1 сат. Еј, чекај сега, ќе отвори желудников врата, па за сат време пак е. Не, тоа е органски флуиден процес, у кој што ти до толку, ако сакаш да замараш, можеш и на 5 минути. Да. Зашто ти можеш и на 5 минути по едно шмукче. Како ќе ги како ќе ги пресметеш, како ќе ги разделиш. Некој што не е навикнат, тоа би му било полесно. Сакаш? Да. Оти ти стај се на местото на желудникот. Во овој момент сега мене глк наеднаш ми дојдоа цел гел. И те рипа Не можам. Да. Ама ако ми дојде мене опет на голткичка, ќе нема проблем. Manageable. Manageable.
Тоа е тоа што се тренира, тоа е тоа индивидуалноста. И ако има еден совет што на тебе и на сите имам да го дадам, а тоа е, ке немате проблем со фитнес. Вие сте веќе со потребната физичка и ментална снага. Ја имате, верувај ми. И ти ја имаш и сите други што сте се у моментот кога вие сте решиле да се пријавите и да го трчате овој настан, Скопски маратон. вие имате тоа што е потребно за да го завршите. Крај на приказната. Тоа сум рака сечам уверен. Тешкоти ќе имате со менаџирање на водата и калориите. Толку. Почитувај ги станиците. Сега тука беше ти малце да не овако, да не ти ставам јас зборови уста. Кажи сега што те интересираше со стратешки, со станици, со дали се оно. доволно, дали сите да ги почитувам, дали имаш информација од порано, зашто си бил у тие кругови, на колку километри на маратон се става станица. За вода мислам дека се почесто. Ако си ги почитувам станиците, заедно со геловите од джеп што ќе бидам спремен, дали е тоа доволно? Да. Грубо е на 5. Грубо е мислам дека на 5. Грубо е на 5 Значи, ако е на километри. секој 5, се стани си. Краток и јасен одговор на тоа прашање е да. Мислам дека, не мислам, сигурен сум дека станиците се доволни да не мора да влечеш со себе. Арно ама, ако ти текно, ако правевме муабет пред некој месец, ти беше уште со оној хардкор став, нема шанси, нема да одам. Не, пробав да поодам. Се научив. Ја ти реков, нема срам, нема врска, дека маратон, ако одиш, наеднаш станува фейл. Не е фейл. Посебно ако за прв пат трчаш 40. Така што за сите вие што патите од премногу мотивација, што by the way ми е многу познат синдром, многу луѓе патат од премногу мотивација. И ќе си кажат до толку силна цел ќе си зададат да ма не ни одам бе, ќе оттрчам до крај ако треба и ќе умрам. Респект, скидам капа. Арно ама ќе патите од тоа. И ќе се згади после и нема. не, that's not the point. Тоа не е тоа поинтот. Еве зашто. Затоа што ќе дое станица и ќе пробаш трчајки, а не си искусен атлетичар. Сигурно на тренинг не сте правеле на кеј негде, ајде да ставиме масичка и да наредиме чашички и трчајки да пробаме да фатиме чаша и да ја донесеме вака на уста и да пиеме и да не ти се истури пола на тебе. Кој го прави тоа на тренинг? Никој. Атлетичари го прават. Иде на стадион, става масичка и го прави на секој ритам. Го пробува на 4 минути километар, го пробува на 3 минути километар, го пробува на 6 минути километар, го пробува со брзо одење, го пробува со шише, го пробува со чаша, пробува како да ја држи чашата, пробува дали да ја голта или да ја прска. Атлетичар тоа прави. Пичко. Ама јас знам дека не прави никој тоа. И ќе доете како индијанци на маратон, знаете дека има станици и ќе мислиш дека ти си способен, ќе дое следна. Моторика немаш бе, како нема ти. Се учиме да одиме. Ќе се изненадиш колку е комплицирано да фатиш чашка малецка пластична усред трчање. Рипаш вака, раката која чекор, па други луѓе тука, па банани, па лиска, па има на која маса е чашата сега. Сакаш, па група ќе биде, па кој прв да земе, па и да успееш да ја фатиш и ќе ја успееш вака и сега трчаш и прска таа на сите страни вака, да не истурам сега тука у студио. Така, и ќе те... Нема ништо да пиеш на крај. Кај ќе пиеш бе човек? Кај ќе пиеш? Голтка ќе ти остане и у нос ќе ти влезе, 100% ќе ти влезе у нос. Ако те у нос ти влага 100%. Не се абсорбира тоа. Голтка ќе успееш да се најдеш. Моли напиеш. се за следна станица. И, а ќе трчаш со 6 минути километар? 6:30. Така. Алтернативата која е? Дошла станица, оди. Не стои. Ама оди. Таа станица, да речеме, кај 50 метра.
Ти со 6 минути километар, тие 50 метра ќе ги трчаш, не знам, 20 секунди. Помалце бе. Нека се 20. Толку не бе, толку е 20. Ствари да. 3 минути километар е 18 стотка, значи 10 секунди 50, дупло тоа е Да, 20. Тебе тие 50 метра ќе ти земат 20 секунди да ги трчаш. Така, да речеме дека си про у пиење чаши на станица и нема ништо да изгубиш. Со тој ритам, тебе ќе ти земе тоа 20 секунди. А ако ги одиш, колку ќе ти земе? 10. Не бе, не ги одиш. 50 метри? 50 метра. Па ништо дупло поспоро нека биде. Нека биде дупло, Една нека биде минута. минута. Една Може минута? Може. На 4,5 сати маратон може минута да биде станица. Може. И што си добил 40 секунди? Реално да. А си добил многу. Ако Си изгубил ги 4, одиш. значи ако темек сакаш да ги трчаш и пиеш, ќе добиеш 40 секунди, а You ќе put it изгубиш that way. калории и вода. како кога брзаш на автопат. Значи јас знам за луѓе што ќе трчате 4 сати маратон, многу ви дошло до И едната таше. минута. А ќе добиеш солидно хидрирање, а може и ќе чепнеш и некоја калорија. Не колабирање. Така. И тоа уште од првата станица. Не рипај стани. не. Не чекај ај полупа на вториот дел или Не. ај секоја втора се на секоја станица тие 50 метри на вас индијанци силно ви препорачувам да ги одите. Да ги одите затоа што на 3,5 сати кога уште ќе се осеќаш јако, кога уште ќе трчаш, уште ќе бидеш дел од настанот, си поминал 30 и нешто километри, си дошол до едноцифрени бројки останале, тоаш нов бран ќе ти дое, тој second wind го вика. Да. Втор ветер, ќе те дува ветер у грб, тогаш рипни ја последната. Рипни ги двете последни. Го имам усетено Ќе тоа можеш да го направиш. Тоа се еден совет спакуван од два совети, пи вода и внеси некако калории и оди ги станиците. А бујрум здравје за 10 маратона од сега, ако уште тренирате, Кој бркате времења. кога ќе бркате испод 4, па дај Боже Ајде испод здравје, да 3. не викам не, ама дај нека бидне овој. Со среќа на сите момци и девојки што ќе трчате. Тоа е тоа. Исто и од мене. Поздрав до сите Се гледаме на старт. и прославете го тој тркачки празник на Скопје. 99 стартаме. Пратете го број 99. Ај чао. Поздрав!